Источниот регион е во очигледна економска стагнација, откако на грбот ги носи последиците од коронавирусот и постојните енергетски удари. Основниот индикатор, новите вработувања, се сведени на најниско ниво во последните 20 години, што економистите го толкуваат на следниот начин. Кога стопанството не бара работници, значи дека стопанството е во стагнација, намалене обемот на производство, на работење севкупно. Тоа не е добро, бидејќи стопанството како категорија само по себе подразбира постојано движење. Тоа е најлошата состојба во една економија. Намалувањето на потребата од работници значи застој. Низ бројки, сликата во овој момент во 12 општини од источниот регион, вклучувајќи и го Свети Николе, воопшто не е добра, бидејќи овдешните фирми немаат потреба од нови вработувања, ниту во случаите кога нивни работници ги напуштаат по различни основи, што е класична работна стагнација. Во Берово, Зрновци и Карбенци во моментов нема ниту еден активен оглас, а во Пехчево и Македонска Каменица има само по еден. Што за ова мислат градоначалниците? Ние како општина на наша иницијатива во соработка со менеджментот на фирмата Амфенол, бевме во нивна посета и договоривме и веќе остваривме средба на која тие ги презентираа нивните можности за вработување на лица од Берово кои би секојдневно патувале на релација Берово-Кочани за ангажман на наши лица во друга општина, бидејќи во моментот во општината нема активни огласи ниту во буџетските корисници, како се споменавте и вие, ниту во приватниот сектор. Мислам дека локалната економија нема да ја предвижда тие вработувања, меѓутоа ќе влијат на семејните буџети во овие тешки услови на работа. Нешто подобри знаци на живот даваат општините Штип, Кочани, Виница и Делчево, каде во моментов се бараат 430 работници. Колкав период економијата може да издржи во состојба која не е движечка? Тоа е неиздрживо состојба да биде економијата во недвижење. Утешително во моментов е што нема масовни отпуштања, па бројот на вработени бележи константност.